Јас сум Гордана Јанакиевска и ова ни е прва емисија наменета за туризмот. Мислам дека емисиите за туризам во Македонија во некоја смисла на поголема презентација на нашите убавини, на нашите можности за туристичка експлоатација не се доволно познати и вечерва е мојот гостин Љупчо Јаневски, кој е директор на Агенција за промоција на туризам во Македонија. Се надевам дека ќе имаме еден добар разговор и дека на гледачите ќе им дадеме можност да осознаат некои работи кои би требало да ги знаат. Благодарам за поканата. Всушност овој по долго време е единствената емисија која што ќе го третира туризмот или авантуризмот, како што и самата наречена. Комплименти до тебе, комплименти до телевизијата, бидејќи туризмот низ годините чекори со нагорна линија, па се надевам дека и на овој начин ќе заинтересираме многу на гледачи кои што ќе го иследат авантурите на авантуризмот токму во Македонија. Да го расчистиме поимот авантуризам и зошто е така. Во многу проекти во кои сум учествувала, Македонија е сведена на тој дел дека најголем дел од понудите што ги имаме, тоа се планините, познати сме како планинска земја, водопади, води, прошетките, сето тоа што може да се направи авантуристичко доживување, кое Македонија навистина го нуди. Колку ние во тој авантуристички дел имаме учество и можност да понудиме во Македонија? Благодарам на прашањето, многу опсежно и мислам дека ќе ни требаат поголем број на емисии, претежно бидејќи и ти си дел низ годините од туризмот и од неговиот развој. Велам дека порано многу помалку се слушаше за туризмот, бевте неколку гласноговорници околу можностите и капацитетите, а веќе низ последните години докажуваме дека можеме на полето од авантуризмот, многу повеќе, односно на полето на авантуристичките форми на туристичката понуда, како што сакаме да кажеме. Ако во 70-тите и 80-тите години од минатиот век масовниот туризам право се поголеми проблеми и девалвација на дестинациите, веќе Македонија како можеби и последната и според мене и последната неоткриена туристичка дестинација во Европа треба да се открива токму на таков начин. Релјефот, климата ни овозможува што повеќе да зборуваме за авантуристичките форми на туристичката понуда, односно активните форми. Ако говориме дека го имаме едно Крушево кое што е во првите 3 полетувалишта во Европа и во првите 5 во светот за параглайдеризам, ако имаме 4 национални паркови, ако повеќе од 80% од нашиот релјеф е од планини, ако имаме 15.000 километри можност за велосипедски и планински патеки, повеќе од 1000 села, луѓе кои што можат тоа да го сервисираат се, треба повеќе да се ангажираме на ова поле, односно туризмот во македонската економија може многу повеќе да внесе свежи средства отколку некоја друга економска гранка. Говориме дека ако 2011 година туризмот во бруто домашниот производ внесуваше 0,4%, веќе 2018 година 2,1%, 2022 година постпандемиска или откога веќе излегуваме од пандемијата некаде 3,6%. И сметам дека во текот на самата емисија ќе зборуваме исто така и во одредени бројки и аргументи, а фактот дека треба да работиме на полето на авантуристичките форми на туристичката понуда и тие се нешто повеќе во туризмот и постпандемиски и во новата туристичка реалност, толку сега веќе можеме да видиме дека е така. Моето искуство во туризам кажува дека Македонија има многу што да покаже и многу што да даде како можност, меѓутоа недоволно е искористено или недоволно е аргументирано како нешто што по кое туристот, зборувам турист странец, а зборувам и турист наш човек, би сакал да ја запознае Македонија. Евентуално низ некои проспекти, низ некои видеа, ние насочуваме што може. Меѓутоа, генерално, колку имаме политика на презентирање на сопствената земја во смисла на можност да се дојде групно, поединечно или на било каков начин да... Бидејќи не е едноставно. Зошто туристот би се одлучил токму во Македонија да дојде, треба да има голем повод или нешто со знание кое ќе биде поле на интерес да каже ова треба да го видам. И чекоревме неколку чекори напред, но тоа не е доволно.
2008-2009 година е формирана Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и во тој момент била насочена само на промоцијата и на поддршката во туристичката индустрија низ годините, како што растал туризмот и неговата перцепција и холистичкиот сегмент, односно влијание негово врз повеќе од 20 економски гранки директно или индиректно и тие влијаат врз него. Секако веќе се зголемуваат апетитите, но и фактите дека туризмот многу повеќе може да внесе средства во македонската економија. Неколку течекоре се малце. Тоа што треба да го направиме веќе во туристичката индустрија е нејзиното реструктури, бидејќи постпандемискиот период сега веќе гледаме дека новата туристичка реалност е диаметрално различна од таа до 2019 или 2020 година. Велиме дека треба да ја мериме по некои одредени референции 2019 година како последна година во туристичката индустрија која што со референтни бројки, но останаа само бројките бидејќи интересите се многу поразлични. Тоа што го правиме низ изминатите години е учество на семските манифестации многу повидно за разлика од порано. Но кризата си го направи своето и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот веќе неколку години има намален буџет во континуитет, па дури и Светската туристичка организација и државната ревизија уочува дека доколку се продолжи на таков начин да се прецепира туризмот, неговата промоција и неговата поддршка, велиме дека ќе имаме назадување во растот во туристичката индустрија токму кај нас. Тоа што требаме да го градиме, ако знаеме според некои мои истражувања дека само 2,7% од вкупниот број на туроператори во државата работат дојдовен туризам од одредени дестинации или рецептивен туризам. Тоа е премногу малце за да ние зборуваме за развој во туристичката индустрија. Ако многу ни е полесно да поставиме чартер летови некаде надвор во други дестинации, а многу потешко да ги доставиме или воопшто ги немаме токму за Македонија, тогаш велиме дека нашите туроператори во поголем број или во поголем процент се само сервисери на големи туроператори во дестинацијата. Тоа што можевме да ги направиме во овој момент низ годините да ги мотивираме со одредена поддршка, но насочувањето веќе од 2018 година во промоцијата е 100% онлайн. Бидејќи буџетски сме скромни или повеќе од скромни, како што би кажале некои одредени наши колеги, сепак гледаме 100% да имаме подобар ефект и со тоа сме успеале. Но тоа што веќе го бара туризмот во 2021-та, 2022-та, 2023-та година е уште помоќен да се врати во економијата и неговите представувања се повеќе гламурозни. Наративот, начинот на кој што се обраќаме до туристите, брендирањето и ребрендирањето на дестинацијата, новата стратегија, дигитализацијата, туризам платформите, туристичките водичи, можеби пренесувањето на младите генерации што треба да работа во туризмот, не само сервис, туку и создавање на атракции, нивно промовирање, но и внесување во нивното портфолио на кружните, на обичните патувања за Македонија е многу значајно. Туризмот е комплексен, не е едноставен, не е само сервис, туку е многу повеќе од тоа што треба да биде и сметам дека во годините кои што се пред нас и сега токму работиме на полето на зајакнување на туристичката понуда со нови атракции кои што ќе бидат повеќе во текот на 12 месеци или авантуристички форми на понуда, бидејќи на тој начин ќе можеме да промовираме дестинацијата како дестинација за 4 сезони. Во светски рамки, колку Македонија и каде е членка или зборувам во туризмот, се појавува како држава која е членка на туристички сојузи, на туристички, како да го наречам тоа, поврзување на државите во однос на... Сметате на одредени асоциации и се останато. Ние како земја, односно Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, заедно со Министерството за економија, односно секторот за туризам, сме полноправна членка во Светската туристичка организација, од каде што црпиме одредени информации и се ова што зборуваме со факти и со бројки кои што се потврдени од Светската туристичка организација. Исто така бевме и на последното 68-то издание на конференцијата за Европа, каде што се точно детектирани сегментите каде и на кој начин ќе се развива туризмот во наредните неколку години. Тоа ни помага пред се бидејќи на некаков начин се поклопуваат перцепциите на Светската туристичка организација и стратешкото планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во последните 3 години. Всушност, пандемијата направи
да сите дестинации почнат одново, односно да почнат да ја градат перцепцијата. Наеднаш станавме исти, но не станавме исти во еден друг дел во вложувањата. Ако Светската туристичка организација смета дека ние треба да имаме ново ребрендирање на дестинацијата, ако смета дека треба да вложуваме многу повеќе во туристичката индустрија, ако треба и е така потврдено и со стратешките планирања на Агенцијата за туризам, но и со успешноста на ревизијата од страна на државниот ревизор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во сегментот дека ние веќе сме надминале неколку пати нашата функција и треба да отпочне новото реструктурирање во туризмот. Токму кај нас во Македонија, Агенцијата за промоција и поддршка треба да стане национална туристичка организација, во која што е и хоризонтално и вертикално ќе преземе уште повеќе ингеренции во туризмот, односно да ги имплементира сите, па дури до создавање на туристички инспекции, туристичка полиција која што ќе го регулира пазарот, бидејќи во овој момент немаме добра регулирање на локално ниво, односно локалниот економски развој и луѓето кои што треба да го работат и го регулираат туристичкиот пазар, некако според мене сметам дека не добро ја одредуваат својата функција или не самите општини не ја гледаат моќноста на туристичката индустрија, па се до создавањето многу брзо на Министерство за туризам, кое што ќе биде во одреден сегмент со други министерства. Би рекле дека и долгорочната стратегија воопшто на државата, која што сега се подготвува и се планира, туризмот е поставен во едно друго поле, заедно со културата, заедно со спортот и со младите. Тоа ме охрабрува да кажам дека веќе и перцепцијата на државните органи и стратегијата на држава е дека еден ден ќе имаме Министерство за туризам, култура и туризам, туризам и спорт, туризам и млади, како што е практика во целиот регион, но и во скоро цела Европа. Моje следно прашање би било брендирање. Колку Македонија во светот е препознатлива и дали има свој бренд со кој, ако кажеме Македонија, е јасно каде точно се наоѓа. Моето искуство кажува дека многу често не мешаат со локацијата и дека во суштина Македонија не е добро брендирана во однос на она што ни се нашите можности. За да имаме брендирање треба да имаме еден многу поглобален пристап. Да потрошиме одредени средства кои што во момент не се даваат од страна на владата, односно тоа е процес кој што во континуитет треба да го издига брендот. Ако ние велиме дека го имавме Macedоnia Timeless, тоа не е типичен туристички бренд, туку е брендирање на државата во одреден период и според мене тој си ги даде своите ефекти. Да. Во овој момент ние комуницираме со Test Life и многу е тешко наеднаш со минувањето на името вие да создадете бренд во туристичката индустрија. Ние започнавме одредени истражувања за нордиските пазари, бидејќи ни се многу значени. Според истражувањата во 2021 и 2022 година, кое што за нас ги направи еден голем светски туроператор од Холандија, буквално перцепцијата за Македонија е дека сме до Молдавија. И дека сме некој сегмент на некоја бивша Советска република. Комуникацијата веќе тој момент, почнувањето на PR текстовите и се останато дека сме членка на НАТО, дека сме на Балканскиот полуостров, дека имаме подпишано стратешко партнерство со Америка, дека сме комплетно сигурна земја, дека толку и толку податоци одредени работи ги имаме и веќе почнуваме повторно да зборуваме за холандски пазар, повторно зборуваме за белгиски пазар, за одреден број на чартери кои што повторно ги вративме во 2023 година. Тоа е нов процес, но тоа е макотрпен процес. И ако веќе го брендираме дестинацијата со Test Life во овој момент, а логото со кој што комуницира во рамките на отворениот Балкан, тоа треба да биде многу холистички. Односно, од визит картата на нашиот премиер и председател, па до визит картата на некој помлад соработник или сите министерства или меморандумите треба да пулсираме токму со Test Life. Тоа би значило многу поголемо дигитално представување на државата, на поголем број на сајми и сајмски манифестации, што не е практика сега, бидејќи во 2023 година, втората половина, нема да имаме кампањи, скоро никаде, нема да бидеме видливи, бидејќи 80% од буџетот кој што го бараше Агенцијата за туризам за 2023 година не беше дозволено од страна на Министерството за финансии, зошто и како. Тоа е можеби некоја прилика да се зборува, но Агенцијата за туризам секоја година многу транспарентно и со истражувања
ја го спроведува стратешкото планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, но исто го заедно со советот на агенцијата, туроператорите, коморите и потоа јавно го презентира во последните 2 години во клубот на пратеници, токму во центарот на градот, каде што пред медиумите, пред комората, пред кабинетите на премиерите и вице-премиерите и нашиот председател можат да видат колку средства се одвојуваат, зошто средства се одвојуваат и кои ќе бидат одредените ефекти. Но сепак сметам дека се тоа треба да се изработи, а овогодишниот буџет на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е некаде реализиран 80 до 85% и вториот дел на годината нема да имаме значаен импакт во промоцијата, па и во поддршката токму на нашата земја. Можете ли да ми кажете нешто повеќе за каков тип на туристи доаѓаат, од кои држави најмногу и што е она што најмногу го интересира да го видат? Кога веќе пандемијата го зема својот замав, ако ние ги погледнеме првите квартали од 19, 20, 21, 22 и 23 година, во приливот од туристичката индустрија ќе видиме дека нема пат. Тоа покажува дека 2019 година бевме втори во Европа по раст на ноќевање. Процентот на ноќевање, што воопшто не е мал успех. 2021 година со стратешкото планирање и кризното тело во туристичката индустрија во кое што го замени советот на агенцијата, кој што заеднички ги работевме сите потреби и помош во туристичката индустрија, според мене го даде својот ефект. И планирањето во туристичката индустрија тогаш до сега се фокусираше на 3 чекори, неговото заздравување. Првиот е кампањата Дома си е дома, која што беше наменета за домашните туристи во 2020 и на регионот, создавајќи ги зелените зони, бидејќи не можевме другше да патуваме. 2021 година, каде што се фокусиравме на неколку пазари, тоа е холандскиот, полскиот пазар, регионалните пазари, од кои што и почнавме со летови. 2022 година веќе третиот чекор во туристичката индустрија, комплетно рехабилитирање на целиот сектор, со некаде близко 2,9 милиони ноќевања. Точно ги детектирам ноќевањата, бидејќи бројот на туристи во тој момент, па и сега не може да биде паралел со 2019 година, бидејќи нивниот фокус, мотив, групите, и би кажал, се она што го бараат во дестинацијата е диаметрално различно од 2019 година. Повеќе сакаат активен туризам, авантури во природа, мали сместувачки капацитети во рурални средини, органско производство, органска храна, дневни прошетки, не остануваме повеќе во хотелите и интересите се многу поразлични. За веќе во 2023-та да ја поставиме границата на негде 3,3 милиони ноќевања и 2022 година големиот успех $481 милион девизен прилив во туризмот и гостителството, што досега не е видено. За веќе 2023 година да ги надминеме бројките од 2019 година, тоа е фокусот и покрај овој буџет кој што го имаме, сметам дека ќе успееме во тоа, но растот кој што го очекувавме со тој одреден буџет нема да биде ист како од 2023 година со овој буџетски сегменти и ќе има, според мене, многу поспоро растење во туристичката индустрија во Македонија, доколку остане истата практика на овој буџет кој што барем 2021 и 2022 година беше во истите рамки. Колку ние како држава сме подготвени да примиме туристи со специјални потреби? Пред тоа сум должен да ви одговорам мал дел и од претходното прашање. Тоа во овој момент имаме туристи кои што ни се од Холандија, традиционални, Полска, потоа ни од Турција, Србија, Романија, Албанија, Косово, Германија, Австрија и се повеќе туристи кои што ни се од далечниот исток, но и од Латинска Америка, затоа што сме се повеќе сме сега ќе ви го кажам проблем на некаков начин или президи со Кина, бидејќи се повеќе имаме туристи кои што не вклучуваат во оние балкански тури, кога азискиот пазар и кинескиот пазар ние комплетно сме покриени со одредени визи и со визниот режим кој што го имаме кон Република Кина, за разлика од другите дестинации кои што имаат зголемување и скок на туристите и бројот на ноќевања од азискиот пазар, ние го немаме, бидејќи имаме строги визи и се уште не ги третираме групите над 10 луѓе
над 10 луѓе како туристи. Сега за сега Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот секоја година дава информација до владата токму на ова поле, на практиките од регионот, сепак е до владата и до политиките како ќе го третира тоа. Сега за сега не гледам дека за 2024 година ќе земеме барем 10% од вкупниот број на патување на кинеските туристи, а еве и ќе ви кажам колку е тоа. Според Светската туристичка организација, помеѓу 400 и 450 илјади кинески туристи ќе го посетат Балканот во 2024 година по бизнис патувања, но и туристички патувања, кои што ќе бидат претежно бела чао турите низ бившите простори на поранешна Југославија или из бившите незини републики, освен Македонија, бидејќи кај нас имаме друг систем на визи и нема да можат групите да пристигнат, или ако 10% од тие луѓе би требало да не посетат, тоа отприлика 440 до 45 илјади туристи, немаме ние поголем капацитет да примеме од тој пазар, бидејќи комплетно и не сме подготвени за истиот, но треба низ годините да почнеме да ги зимаме искуствата од регионот, односно отприлика околу 100 до 120 илјади ноќевања секоја година. Па можеме да пресметаме колку би било. Околу сегментот на нашата подготвеност за групата која што ја спомнавте, на туристи со одредени пречки во нивниот развој, сметам дека законската легислатива ни е комплетно усогласена со европската. Но колку е на терен усогласена, ние не можеме да кажеме, бидејќи Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот нема ингеренции во контролата. Токму и затоа сметам дека во било кое поле еден туристички инспектор во градот Скопје и два туристички инспектори во градот Охрид не можат да го регулираат, да ги регулираат тие две дестинации или да помогнат на туристичките работници, хотелиерите и угостителите во некој одреден нивни сегмент каде треба да ја подобрат нивната услуга, каде треба нешто повеќе да направат. Сметам дека голем број на хотели со 4 и со 5 звездички, освен пристапноста за луѓето со одреден инвалидитет, се останато сметам дека треба да повеќе да работат на тоа поле и да се приближиме на тие стандарди кои што треба да бидат. Освен франшизираните хотели кои што во нивната франшиза мораат да го имаат во нивните и би кажал во нивните нацрти мораат да имаат приспособени неколку апартмани за лицата кои што ќе имаат одредени останати потреби за разлика од другите. Таа целна група е многу голема. Ние требаме се повеќе да ја третираме и да им овозможиме на луѓето не само исти третман, туку да им овозможиме да уживаат во нашата дестинација со сите поволности. Предпоставувам и кампања потребна за луѓето кои се во туризмот да бидат свесни дека тоа треба да се направи. Тука се и ресторани, тука се и музеи, тука се куќи на опера, на музика, на се она што е врзано со покретливост или со доаѓање на таков тип на луѓе. Следното мое прашање би било, ако не се лажам, Скопје има преку 150 регистрирани туристички агенции, од кои, по мои сознанија, може би десетина работат со доаѓање на гости во Македонија. Што тука треба да се направи? Ја знам дека е полесно да продадеш авионска карта или да направиш резервација во странство и за тоа добиваш чиста провизија, отколку да се ангажираш да направиш туристичка тура која ќе значи посета на Македонија или сето тоа да биде организирано да привлече некој турист. Што тука треба да направиме повеќе да нашите луѓе кои се во туристичката фела бидат свесни дека нашата иднина е во посета на странци на Македонија? Благодарам, Гордана, за прашањето. Многу треба да се направи. Пред се, факт е дека многу е полесно да се продаде нешто и да се добие одреден процент, кој што е многу мал. И покрај ангажирањето, и покрај создавањето на некое патување, и покрај сите атракции кои што треба да се видат во него, на крајот сумата е многу поголема. Секако дека и работата е многу поголема, но и сумата е многу поголема која што ќе остане во самата агенција. Поголем број на наши туроператори треба да почнат да се занимаваат со туризмот и да го разбираат туризмот. На тој начин ќе овозможат и поголем број на сместувачки капацитети во руралните средини. Ние велиме дека можеби
20 или 30.000 луѓе ќе ја посетат Преспа во шпицот на сезоната во текот на денот. Но само 830 луѓе може да преспеат. Толку имаме сместувачки капацитети и дали и сите се категоризирани во Преспа. Тогаш ние само ќе имаме оптеретување на дестинацијата. Тим го пореметиме мирот на тие луѓе, нели? А финансискиот бенефит на крајот ќе ги видат само 810 или 830 кои што ќе преспеат и тоа е премногу малце. Ова е потребен интегриран пристап. Не само од страна на државата, бидејќи многу пати ние со изговорите велиме државата. Ајде да се свртиме обратно и да видиме што ние сме направиле за државата, за да може не само да ја олесниме, него и да им дадеме примери, да ја дадеме иницијатива, каде треба да одиме, да ја под наводници позитивно да ја притиснеме преку здруженијата, преку коморите, преку Советот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, кој што работи во континуитет. Агенцијата е должна потоа тоа да го пренесе како информација и до владата, но и до ресорните министерства кои што треба да постапат. Велиме дека требаме да направиме еден исчекор повеќе. Ако велиме дека 2 пати сме го повториле, ќе го повториме трет, ќе го повториме четврт пат, додека упорно не станеме доволно досадни некој да изреагира на тоа позитивно или негативно, многу повеќе отколку тоа да го игнорира. И велиме дека ако во Скопје имаме 150, ако имаме некаде 700 до 800 според регистарот на секторот за туризам во Министерството за економија, туроператори и туристички агенции со лиценца А или со лиценца Б, нешто што треба да сработиме е уште поголема соработка со коморите, со асоциациите, со здруженијата на водичите. Бидејќи ако ја тргнеме обратно работата, ќе видиме колку тие направиле во својата работа и колку треба да пренесат понатаму на сите нас. Зошто да не? Ајде како да ги искористиме сите европски и светски фондови, како да сработиме нешто повеќе. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот работи веќе еден крос-бордер проект со Република Грција, заедно со туристичката организација на градот Солун и со италијанско-грчката туристичка комора. И верували или не, во пограничните општини имавме можност за едукација на 10 туристички водичи, бидејќи голем број на општини воопшто немаат локални туристички водичи. Тогаш како ќе развиваме туризмот и како ќе ги пренесеме сите тие атракции, бидејќи во најмалака треба да биде придружник на останатиот водич кој што може да биде од Европа. Тогаш како тоа ќе го направиме? Не можевме да најдеме 10 заинтересирани млади или 15 луѓе, 10 до 15 луѓе да добијат лиценца која што е платена за туристичките водичи. Значи, ако почнеме од оздола нагоре, треба да создадеме критична маса за да почнеме да го практикуваме, кое што понатаму ќе ни дава нови практики, нов дух, ќе не бутка понапред, ќе ни дава енергија за нешто. И велиме, ако имаме паралелка во средното училиште во Македонски Брод за рурален менаџер, и таму имаме 12-13 ученици, тогаш да вложиме во тие и да успееме што помалце да заминат со тоа што ќе им покажеме туризмот како може да го практикуваме на микрониво, па после тоа да го мултиплицираме во целата дестинација. И сметам дека во овој момент Агенцијата за туризам до владата успеа да создаде еден проект 50 рурални села, 50 рурални приказни. Тој проект ќе го работи владин проект, веќе во програмата за наредните 4 години создадена е интерсекторска група каде што ќе имаме поголем број на министерства. Тука ќе бидат локалните самоуправи, ЗЕЛС и останати други институции како и Агенцијата за туризам, Министерството за економија, транспорт, врски и ќе почнеме од ново. Ќе видиме состојбата каква е и ќе решиме дека овие 50, 60, 70 или 100 рурални средини ќе ги развиваме и имаат капацитети за да ги развиеме во туристички рурални места од кои што ќе имаме поголем број на млади луѓе кои што ќе останат на својата грудка. Јас имав можност во факултетот за туризам на Партизанска, што е приватниот, да држам едно предавање и имав чувство дека децата се повеќе тука, велам децата сепак се за мене деца, отколку да навистина се придат туристички кон своето образование. Мислам дека недоволно правиме или недоволно имаме
се зборувам за луѓето во Македонија, чувство дека Македонија може да живее од туризам. Меѓутоа не е само туристичкиот сектор, тука е приватниот сектор, тука е сите комунални служби, да не кажеме дека сме проблем со нечистотијата секогаш, дека пропагандата и медиумите треба да бидат тие кои ќе дадат своја соодветна улога во сето тоа и дека само заедничката соработка може да ја направи Македонија. Буквално јас сум во својата дејност на туризам од својата 18-та година, имам 72 и се уште верувам дека Македонија може да живее од туризам. Ние докажуваме дека Македонија може да живее од туризмот, бидејќи во овој момент во туристичката индустрија се ангажирани според Светската туристичка организација околу 35.000 луѓе. Значи 35.000 луѓе си го вадат својот леп од туризмот и угостителството. Тоа е помеѓу 4 и 5% од вкупниот број на вработени воопшто во Македонија. Ако тие успеале, зошто другите да не успеат? Но има и еден друг момент. Туризмот не е теорија. Туризмот е и практика. Што повеќе можеме да отидеме на терен, што повеќе можеме да осознаеме, да видиме, бидејќи кај нас туристичките водичи не можат да бидат за се. Или би рекле за све. Зошто? Затоа што се уште кај нас немаме категоризација кој е за археологија, кој е за екотуризам, кој е за рурален туризам, кој е за гастрономија и се останато. Бидејќи еден туристички водич покрај тоа што може да има познавање од се, не може да биде максимално насочен и стручен за се, туку треба точно со одредени туроператори да работи на одредена проблематика. Сега, колку е тоа можно? Велиме дека имаме на универзитетот од Скопје, сега веќе универзитетот туризам и менеджмент, сега веќе подолго време поголем број на студенти го изучуваат туризмот, но се повеќе треба да биде практика токму кај нас и прошетки кои што и типични примери на места каде што се практикува туристичката индустрија. Ние сме успеале со индивидуални различни примери во развојот на руралниот, екотуризмот, агритуризмот, еногастро концептот кој што е многу значаен, бидејќи во моментот имаме 225 винари, 22 во светот по производство, 13 по извоз на вино, тоа треба да го искористиме. И затоа, 2024 година Агенцијата за туризам, верували или не, ќе означува патни правци низ државата, и покрај тоа што не е нејзина вокација, да кажеме, да го прави тоа, ќе обележува вински патишта, ќе работиме винска мапа, гастрономската веќе е готова, ќе работиме комплетна дигитализација, заедно со Министерството за земјоделие, потоа ќе имаме апликативни решенија и на тој начин уште повеќе ќе се фокусираме на одредени туристички форми. Но тоа би било залудно ако не се практикува од нашите туроператори и се повеќе барем да опфаќаме регионални гости, кои што не се малце. Ако и погледнеме бившите ју простори, тоа се 20 милиони патувачи, луѓе кои што ни е потребно само 10 или 5% да не посетат, а нашите капацитети, ако не инвестираме дополнително и во реновирање на хотелските сместувачки капацитети, но и во нови, ја знаеме дека не можеме повеќе од 4,5 милиони ноќевања и бидејќи тоа ќе биде максимумот кој што ќе може нашата дестинација да го приме во текот на годината. Ке се вратам пак на студентите. Ние имаме неколку факултети низ Македонија, да не набројувам. Ја немам ориентација или не сум прочитала некаде податок, сите тие што ќе завршат каде си го наоѓаат своето работно место или на каков начин се снаоѓаат после завршен факултет во однос на туризмот. Зборам, мене е туризмот нешто што ми е преокупација. Втора работа која исто така мислам дека не доволно е потенцирана, тоа е мали луѓе кои се снаоѓаат добро. Ќе го дадам примерот на етно куќа Кратово, Шанчева, која навистина функционира со сите своји сили и невозможни услови успева да биде релевантна во однос на тоа да е препознатлива, да е постојано полн, да нуди она што е автентично и да во тоа успева. Го дадов како пример. Такви примери низ Македонија има многу. Од туристички работници, од туристички водичи, хотелиери, туристички тури кои можат да бидат актуелни. Ја ќе кажам, не знам колку нашите луѓе, а не
повеќе од тоа. Странците се свесни дека во една црква во Охрид се презентирани 4 раси, а таа е од 13 век. Нешто што навистина е примамливо за секој кој сака да доживее такво едно видување. Долго би рекол прашање со долг одговор, но ќе го скратиме во интерес на емисијата. Се е до едукацијата. Зошто? Се повеќе треба да имаме соработка со средните стручни училишта. Доволно низ овие 30 години ја девалвиравме струката туристички работник, готвач или мастершеф, така. Да. Келнер, со кој што во изминатото е доволно достојна за луѓето својот кариерен развој и својата екзистенција да имаат во таа индустрија. Велиме дека се повеќе треба да се приближуваме кон нив, да им создаваме атмосфера и перцепција која што е вистинска, дека нивните примања се и многу поголеми на еден готвач кој што е ценет и во рамките на државата, но и во рамките на регионот, зима поголеми примања месечни од нашиот премиер или од нашиот председател. И треба тоа да го прави ако го бива, без разлика. Зборуваме дека ако погледнеме една студија, која што јас неколку пати сум ја цитирал во некои мои научни трудови, 2018 година просечната плата во туристичко-угостителскиот сектор било 18.700. Многу ниска, не предизвикувачки за млади луѓе, бидејќи истото тоа можеби ќе отишле за 60 до 70.000 денари да го работат на некои други дестинации, како што е Хрватска и Словенија. Веќе 2022 година е 27.000 денари просечната, а 2023 сметам дека е многу повисока од просечната плата во државата. Па велиме ако ги погледнеме часовите на работа на некое друго место или во некоја друга држава и часовите кои што се кај нас и условите под кои што се работи, зошто да не? Нека се работи 10 до 12 часа и кај нас ќе се земат можеби и повеќе пари отколку во некоја друга дестинација, но сметам дека треба да се работи. Тоа што треба да го направиме е уште повеќе приватниот сектор да вложи големите конгломерати туристички што ги имаме 2 до 3 со голландци хотели. Треба да ги отворат во државата. Треба да се вратиме во 80-тите, во 90-тите со јаки менаџерски тимови кои што ќе почнат да пулсираат и да развиваат и да диктираат во дестинацијата. Во овој момент имаме недостаток на работна сила, но ние не треба да бараме во некоја друга земја за поевтини средства или поевтина на месечна докнада да дојдат некои луѓе кои што нема да понудат квалитет. Не требаме ние да му дадеме на човек риба и да го наситиме за еден ден, туку треба да го научиме како да ја лови. Или би рекол дека треба да се базираме на нашите кадри. Ако 2000-та година или пред 20-тина години имавме суфицит во туристичката индустрија многу голем и во работната сила, многу голем број на луѓе тогаш излегуваа од државата, требаше државата да создаде договори со одредени земји каде што ќе може 3 до 6 месеци сезонски да работат и после да се вратат назад и ги трошат средствата тука. Ние не успеавме во тоа, па сега имаме дефицит на работна сила и таа работна сила треба да ја градиме. Не треба да увезуваме дека таа работна сила која што ќе дојде кај нас е неквалитетна. И ова што можем да го видам изминатиот период и во Хрватска, и во Словенија, па и нагоре. Можеби за дестинациите не е соодветно некој азијски готвач да ви подготвува одредено традиционално јадење кое што нема да биде такво како што треба или да бидеш послужен и да кажеме во Хрватска да можеш само да нарачаш на англиски јазик, бидејќи тој човек не може да комуницира на ниту еден друг. Тогаш каде е автентичноста на дестинацијата? Тогаш што можеме да го направиме во било која метропола во Европа и во светот? Што поголемо вложување на приватниот сектор, подобрување на услови на нашите средисти и луѓе кои што се во факултетите за туризам и гастрономија, лаборатории, практична настава, платена практична настава и скаутирање уште од втората, третата година е тоа што ќе ни биде потребно, бидејќи на тој начин ќе ги планираме менеджерите и ги планираме човечките ресурси во наредните 5 години. Успеавме да стигнеме до ова дереже за 30, ајде со добра план кој што требаме сите да го направиме, да не го бараме од некој друг, во наредните 10 години да работиме да дојдеме на едно високо светско ниво. Колку сме ние подготвени да, бидејќи зборувавме доста за гастро, мојата визија отиде таму, гастротуризам. Македонија е позната по своето јадење. Ако туристот е задоволен од нешто, тоа јадењето
приемчивоста на луѓето со кои имат додир и колку гастротуризмот е во некој развој или можност да отидам во да речеме еве во Прилеп и да знам кое е нивното јадење. Многу одлични прашања од човек кој што стварно вистински ги знае проблематиките во туристичката индустрија. Тоа не е јаката страна. Еногастро концептот, како што сакам да кажам ја, всушност представува вино и храна. Но, како што кажавте, ако отидеме во било кој град во Македонија, ниту едно јадење не е со типичен брендинг, односно со одредена плакета, значка или со марка, каде што ќе видиме во одреден ресторан дека тоа јадење е автентично од тој регион и го има во самото мени. А странецот ќе може да го види на страната понатаму која што треба да биде од општината или од локалниот економски Не раст. треба ли да направиме тука нешто во тој пој? На ова поле немаме скоро ништо направено, освен нашите рецепти, на нашите мајки, баби, дедовци, тоа што е запишено, има многу малце е направено на тоа поле, но е барано. Значи, ние не можеме да најдеме ист норматив во две порции во еден ресторан, бидејќи е различно ставено. Но и тоа е убавината. Вкусот е многу поразличен од други места и сега тоа ние требаме да го прилагодиме, но и автентично да го сервираме и дадеме не само домашните, регионалните, туку и иностранските туристи. Ако не успееме во наредните 3 до 4 години или 10 да направиме нормативи по кои што ќе го работиме тоа, тогаш не сме успеали. Можеби не требаме да трчаме по Мишелин звезди или во било кое друго, бидејќи знаеме какви јадења се и сметам дека во наредните неколку години рестораните треба да ни се прилагодуваат за тие стандарди. Треба да создадеме своји стандарди во кои што ние ќе бидеме првите и по кои што ќе бидеме препознаени. После тоа ќе го работиме новото издание на гастроводичот, ќе работиме гастрономска карта која што и сега имаме и ќе ребрендираме и ќе работиме еногастро концепт кој што ќе биде заеднички и веќе ќе знаеме во кој град кој јадење да го побараме, бидејќи во овој момент промовираме нешто што е традиционално, кое што можеби ќе може да се најде во 1 до 2 ресторана во одреденото место во кое што го промовираме, а странецот нема да ги знае кои се тие 2 ресторана, бидејќи никој нема да може да му ги каже. За жал при крај сме со разговорот. Мене ми беше големо задоволство. Мислам дека имаме уште многу теми кои треба да ги разработиме и да им посакам убава вечер на гледачите и на сите оние што не пратат, дали е о репризното издание или било како. И се надевам дека од нив ќе имаме доста прашања кои би требало да ги актуализираме, се со намера да овозможиме да Македонија се препознава како туристичка дестинација и внесеме свесност кај нашите луѓе дека можеме да живееме од туризм. Благодарам многу, ми направивте голема чест што ме поканивте како прв гостин во Авантуризам, емисијата која што го третира туризмот, неговата проблематика, но и ја промовира нашите места. Сметам дека како агенција за промоција и поддршка на туризмот секогаш сме отворени за соработка и јас како човек во туристичката индустрија кој што на некаков начин можеме да дадеме белег. Благодарам многу за поканата и се надевам дека ова нема да биде последно гостување наше во оваа емисија која што ќе си го најде своето место под македонското сонце. Благодарам.